Сериозни разлики меѓу здравствените власти и дел од верските заедници. ИВЗ се спротивстави на предлогот на Комисијата за заразни болести за продолжен полициски час во текот на предстојниот викенд, кога е и празникот Фитр Бајрам. Во писмо до владата која треба да реши за предлогот за карантина од сабота во 19 часот до вторник во 5 часот, ИВЗ предупредува: ако се воведе полициски час целиот викенд, тогаш вие како компетентни органи ќе изгубите довербата од сите верници од исламската вероисповед, имајќи предвид дека нашата земја се наоѓа пред одржување на парламентарни избори. ИВЗ денеска објави дека ја откажува централната манифестација по повод Бајрам, но исто така и повика дел од верските обреди да се извршуваат дома, дел во џамиите и нивните дворови со избегнување физички контакти и носење маски. Овој повик е во целосна спротивност со позициите на Комисијата за заразни болести. Дел од лидерите на албанските партии побараа земјава да го следи примерот на Турција, која за празникот најави 4-дневен полициски час. Иако ние како земја не сме дел од високо развиените држави, мора да следиме како се однесуваат развиените западни земји. Од друга страна, како муслимани, мора да ги следиме и развиените земји кои имаат мнозинско муслиманско население. Во овој случај ќе земам Турција како пример. Опозицијата се противи на продолжен полициски час. ВМРО ДПМН не се согласува со предложената мерка за целосен полициски час за време на продолжениот викенд. Нелогично е да се најавува дека рестораните ќе работат од вторник, а да е задолжително седење дома за време на целиот продолжен викенд. Со други зборови, недела и понеделник за владата на СДСМ се опасни, а вторникот не е, соопштуваат од ВМРО ДПМН. Сега на потек е владата која треба да реши дали ќе ги прифати или не препораките на здравствените експерти. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.